Ќе има ли нови рестриктивни мерки или постоечките ќе се ублажат? Комисијата за заразни болести денеска ќе ги анализира бројките, а утре, според најавите, треба да ја соопшти конечната одлука. Неофицијално, како што дознава Алфа, сегашните рестрикции ќе останат на сила уште 2 недели. Имено, деновиве има благо опаѓање на бројот на новозаразени случаи, но бројките на починати се уште се загрижувачки. Според доктор Кунгуловски, сега не е вистински момент да се олабават мерките. Мора да има рестрикции се додека не се стигне до масовна имунизација, што во моментов ја немаме. Неминовно е да ја следиме таа стратегија на рестрикции, иако на никој не му се допаѓаат, не некои драконски мерки, али некакви мерки за да го забавиме целиот тој процес на пренесување на британскиот сој, за да имаме време, за да купиме време буквално се додека не дојдат вакцините и се додека не стартуваме со масовна вакцинација. Идејата моментално која е целта? Целта е да намалиме хоспитализации и да намалиме смртни исходи, така? Тоа евентуално и финално се постигнува со вакцинација, но додека не се вакцинираме масовно и колективно, треба да преземеме во комбинација и некои други мерки. Сега најважно е да се намали процентот на смртни случаи, вели доктор Кунгуловски. Поред мене најбитно да се намали процентот на смртни исходи во трагедии во многу македонски фамилии. Се додека не се вакцинираме сите, според мене ќе треба да има некакви рестриктивни мерки, посебно кога сој како британскиот е доминантен во Македонија. Инаку притисокот во болниците и натаму е голем. Во моментов во ковид центрите низ Македонија се хоспитализирани 1687 пациенти, од кои 702 се лекуваат во главниот град. Голем дел од пациентите се на кислородна поддршка.